се посветиме во продолжение на жените кои што се добрицо во возењето и оние кои што сакаат малку адреналин, но и да прошират таа женска енергија, па и да покажат својата умешност. И тоа добро го прават на Женското рели, чие 7 издание не очекува токму викендов, поточно во недела на 15 март. Како ќе се организира овогодинешното Женско рели, колку има пријавени досега, до кога трае пријавувањето и за сите оние кои што можеби се во мисла дали да се пријават, жени кои што сакаат да ги испробаат своите вештини во возењето во различните категории кои што ги има на Женското рели, малку подетално во продолжение со нашата гостинка, подпредседател на Автомобилистичката федерација на Македонија, Кристина Станојковска. Кристина, добро утро и добре дојде во утринската. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Иван, имаме уште време, јас и ти да се пријавиме. Тоа сакам да додадам. Да, има време, ќе подразмислим уште малку. Чека прво да слушнеме кои се условите и што е тоа кое што би требало да го направиме, чисто да видиме дали сме подготвени и спретни, како велиме. Кристина, ново издание на Женско рели, некако традиционално се гледаме во овој период од годината и во утринска за да се информираме за организацијата, па оваа година што се случува, како се организирате, има ли нешто ново, некоја дополнителна промена или сесија според правилата кои што постојат и во изминатите 6 изданија? Сесија според правилата што постојат, но секако нели има некои нови изненадувања од аспект на спонзори, подароци за надпреварувачките, значи тоа е ново, а инаку правилата си се тие и си остануваат исти. Да, и кога зборуваме за правилата и подсетување за нив, што е тоа кое што треба да го знаат? Оние кои можеби се веќе учеснички во неколку изминати, добро знаат, но за сите кои за прв пат еве се пријавуваат или би се пријавиле, што е важно да се знае за Женското рели? Кои се критериумите кои што постојат за пријавување и што се содржи релито? Вака, значи за да се пријават потребно им е да имаат исправно возило, да имаат возачка дозвола и да најдат жена совозач. Значи тоа се единствените три, мора две жени, да, бидејќи го организираме во месецот на жената. Ивана, значи може јас и тим да бидеме. Точно така, да. Значи тоа е потребно од аспект на работи кои што се потребни за пријавување. Што се однесува до самиот надпревар, го имаме организирано во 4 класи. Значи се возила до 1200 кубика, возила до 1400 кубика, до 1600 и над 1600. Значи при пополнување на самата пријава, ја има пријавата електронски и на Facebook страната на Автомобилистичката федерација на Северна Македонија и на Instagram страната Женско рели. При пополнување на пријавата ги наведуваат деталите од својата сообраќајна исправа. Значи тука и го наведуваат исто така и во која категорија им спаѓа возилото, но секако значи непосредно пред самиот настан ние ги верифицираме и возачите и правиме верификација на документите и дали навистина спаѓа во таа категорија возилото. Така да тоа е од прилика како ги бесплатно е пријавувањето, да, и учеството. Може да се пријава до сабота. Во моментов веќе имаме над 40 пријави пристигнато, тоа се значи 80 учеснички веќе. Тоа се 40 екипажи. Дали од година во година расте интересот затоа што видите 7 година и некако да сте синоним во месец март да се очекува такво некое Женско рели, иако можеби треба да го правите и доста почесто, да не биде тоа само во месецот кој што нели официјално се нарекува и е посветен на жената, затоа што жените зад воланот се добри во многу наврати. Тоа сте го покажале низ годините. Ги мотивирате ли жените, ги имали во се поголем број низ годиниве да се пријават и да учествуваат? Да, и реално лани го поставивме и рекордот. Беа 120 учеснички, што е реално многу голем. Немаме одредено максимум, значи колку ќе се пријават, па согласно на пријавените и бројот на пријавените, ние ќе го адаптираме и просторот, ќе адаптираме и гимканата, значи заради тоа што тоа е нели брзината и вештината каде што ја покажуваат учесничките, додека градското возење е во регуларен сообраќај. Не ги затвараме улиците, се вози во регуларен сообраќај, согласно сообраќајни. Сега со безбеден град мора да се почитуваат. Да, и тоа не олеснува. Тоа на нас не олеснува оваа година. Да, заради тоа што сме сигурни дека возеле согласно сообраќајните знаци. Секако имаме контролни точки на кои што ги проверуваат, нели? И имаме одредено точно време за кое треба да стигнат, во случај доколку стигнат порано. Имаме и казнени поени, така да имаме механизми за проверка, но сефсите реално ни олеснува оваа година многу повеќе. Што се однесува нели до
жените возачи, многу има се поголема заинтересираност и поголема заинтересираност за женското реле. Од таа причина првично и тоа ни беше идејата, така и почна целиот настан, значи што повеќе жени да инволвираме во мотоспортот, не само како надпреварувачки, туку исто така да земат нели учество и во настаните кои што ги организира самата федерација и незините клубови членки. И едното и другото можам да кажам, нели гордо можам да кажам дека го постигнавме, затоа што до оваа година за прв пат веќе почнуваме и воведуваме, односно со меѓународната федерација ФИА, една нова иницијатива која е мотоспорти на бокс, кај нас ја крстија под називот автослалом и за жени. Значи ќе може да се пријават и да возат и за шампионат на Македонија. Што реално од тука тргнавме со женското рели и стигнавме. А кога се случува шампионатот? Ќе има 3 надпревари. Значи првиот ќе биде во мај, ќе има уште еден во јуни и во септември. Добро, ако добро разбрам, делот, може би некои од овие кои што сега ќе победат, ќе имаат автоматски пат таму или не, сите заинтересирани ќе може да. Сите заинтересирани ќе може да се пријават, ќе треба да ги извозат сите 3 трки за да бидат нели дел од шампионатот на Македонија. Има ли момци во сега публика, не можам така да кажам, бидејќи ова е нели рута која што се вози низ градот, меѓутоа веројатно на целта и на самиот старт тука е собрана публиката. Дали има луѓе кои што, односно мажи, кои што си ги бодрат своите жени и кои што не размислуваат онака стереотипно дека жената не може да биде добра за воланот? Има, да. Значи, освен градското возење, имаме и гимкана која што се вози на самиот паркинг на Борис Трајковски. Што значи тоа сега? Возат меѓу чуневи во безбедна средина. И тука значи ги покажуваат својата брзина и вештина како управуваат со возилото. Тоа е најинтересниот дел реално и за публиката, заради тоа што може да гледаат и доаѓаат сите. И со публика доаѓаат, мислам и луѓе што сакаат нели да ги следат овие настани. Е доста интересно и забавно и за гледање. Но пред се нели е поинтересно за учествување. Да, но оние кои што ете се во овој втор дел на надпреварот, тоа е интересно, тука се гледа вештината или маневрите кои што може да ги прават и колку се всушност спретни или добри жените зад воланот, но што се гледа или зашто постои таа рута во централното градско подрачје, односно низ градот Скопје или во центарот? Што точно се гледа? Што треба да направи учесничката во градскиот сообраќај, да ги почитува сообраќајните правила, да вози според дозволената брзина? Што е тоа што треба да го постигне? Освен тоа, да, треба да ја извоза точната мапа која што ние им ја даваме непосредно пред самиот настан. Значи имаме точна мапа која што треба да ја извозат, имаат контролни точки за да видиме дали нели ја извозеле точната мапа и да стигне за прв пат се дојдени. Детално им ги објаснуваме сите правила на преварот, за сите оние кои што имаат и прашања да постават, може да постават на самиот брифинг. После ние свечиното отварање во 11 почнува првата етапа градското возење. Да, значи оние кои што сакаат да дојдат како рација на нашата земја, што се случува таму, велите женското рели пред 7 години беше нешто што сакавте да го направите, сега веќе тоа успешно го правите со години наназад, но кои се другите работи кои што се случуваат, а еве нешто можеби да најавиме во блиска иднина, што после женското рели, што се случува во вашите канцеларија? Токму тоа што го најавивме со шампионатот на Македонија во автослалом. Значи, ќе организираме 3 надпревари, тоа ќе биде освен за жени, сега мислам го најавуваме со оглед на тоа што сме тука за женско реле, ќе биде и за мажи. Значи, ќе биде и за стандардни воз автомобилистичката, ќе има многу повеќе детали во периодов што следи. Првиот настан е во мај, 16 мај, исто е во спортскиот центар Борис Трајковски. И понатаму ќе имаме уште 2 настани кои што ќе бидат едниот во Свети Николе и третата локација ќе откриеме малце подоцна. Да, некако по дефолт мотоспортовите се поврзуваат со мажите, а велите една од вашите тенденции беше и жените да бидат вклучени или инволвирани. Гледате промени низ годиниве на тоа поле во поглед на свеста кај двата пола? Да, особено затоа што кажам, нели секоја година бројот се повеќе и повеќе расте на пријавени во самото женско реле, но особено нарадува тоа што многу Светската федерација многу во моментов инсистира и работи на тоа да има што поголема инволвираност на жените во мотоспортот. И не само, значи како надпреварувачки, туку исто така нели дел од организација, како
на високи функции во самите федерации, во самите клубови на федерациите, така да мислам дека ова стварно успешно го постигнуваме. Значи во чекор на кој што го бара, како што спомена и Светската федерација, или на кој што, да речеме, не инсистира, но се стреми или цели, и конкретно еви на доврзување со утринската тема за која што зборувавме, ако да се дружат и да се забавуваат. Кристина, ти беше, како што ни спомена во минатото, еднаш и учесник во женското рели, од понатаму и дел од организацијата. Спомена дека оние кои што и биле учеснички сакале да се вклучат во организацијата. Што значи да се биде дел од организација? Дали тоа волонтерски се приклучува? Кои се позициите кои што може да ги заземат оние кои би сакале да бидат дел од организацијата и колку е захтевна, колку има, да речеме, покомплексен момент кој треба да се направи. Волонтерски се вклучува, да. Се работи, значи, за жирито. Да. И уште една покана до сите оние кои што не следат, жените, доколку се чувствуваат сигурни за одволенот, доколку сметаат дека може да го покажат тоа кое што го знаат, а се во дилема дали да се пријават, до сабота имате можност тоа да го направите, се разбира подоцветително за активностите на Автобалистичката федерација, кои што само ги споменавме, но ќе ги презентираме, верувам, во детали во иднина. Ви благодарам и на вас.